Зголемен бројот на поднесување за пријави на млеко во Пелагонискиот регион. Ако минатата година во предвидениот рок 1100 производители на млеко поднесле барања до подрачната канцеларија на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство во Битола. Годинава таа бројка се очекува да се искачи над 1200. Исто така годинава се очекува изголемување на производството на млеко, односно да се добие над 50.000 тони млеко повеќе од минатата година. Кај нас некаде има околу 1200 производители за млеко кои се пријавуваат во подрачната единица. Иначе пријавувањето на млекото трае до 15 мај, а иначе досега имаме правилно некаде околу 700 производители. Можем да ви кажам исто така дека ланската година, сега е пријавувањето, значи морам да кажам дека првата фаза октомври, ноември, декември, значи ова првата фаза е, втората фаза е јануари, февруар, март и мај, април, значи таа е втора фаза, имаме и трета фаза. Значи сега во првата фаза е некаде околу 700 млекопроизводители пријавени кај нас во подрачната единица. И за ваше знаење, некаде во Пелагонија овде заедно со сите општини Новаци, Могила и Битола, некаде производство на млеко имаме околу 45.000 тони млеко имаме производство овде во овој реон. Исто така нешто се очекува нешто зголемување за оваа година до околу 50.000 тони млеко. Исто така во тек е и поднесувањето на барање и за субвенции за предадено млеко, чиј краен рок е на 15 јуни. Новитет е тоа што годинава на земјоделците им е возможено да аплицираат по електронски пат, без разлика дали се правни или физички лица. Тие ќе добијат директен пристап до програмата, ќе се намалат турканиците во подрачните единици, а секој апликант кој го има уредено досието во фарм регистарот ќе може да аплицира и од дома.